генерално се разликува здравствената состојба кај ромската популација во однос на другите народи и тоа како имаме и за тоа доста информации од многу истражувачки проекти од тоа што се случува на теренот. Затоа сметам дека менувањето односно подобрувањето на тие наративи кон пациентите роми како би овозможило да се подобри здравствената состојба на пациентите роми на генерално ниво во Република Македонија. Со моето влегување директно во здравствениот систем како успеав да ги променам тие стереотипи и предрасуди, а исто така и да направам подобрување на наративите од медицинскиот персонал кон пациентите роми, па и обратно. Ако не се лажам, 4 или 5 студенти на медицински факултет веќе дипломира, но замислете не се најде за сходност да можат да влезат во здравствениот систем. Ние имаме голем број на средно медицински персонал кои не се интегрирани во системот и не работат во здравствените институции и сметам дека е премногу важно да се вклучат во институциите, да има повеќе медицински персонал кои потекнува од ромска националност и тоа ќе овозможи на побрз рок да се менуваат тие стереотипи и предрасуди и да се подобри таа комуникација на релација лекар-пациент ром. Ако имаме поголем ромски персонал на клиниките во здравствените домови, секако би било подобро, затоа што би било подобро за пациентите, би се чувствувале посигурни со некого доколку разговараат на својот мајчин јазик. Секој мисли дека со своето присуство во некој здравствен дом ќе го смени наративот кон ромите, да се гледа кон Хипократовата заклетва и да се придржуваме кон неа, дека сите пациенти се еднакви, без разлика на расата, на полот, на верата и националноста.